Почитувани, денеска во Валандово ја посетив Дим Комерц компанијата која своите почетоци ги има уште во раните 2000 година и од тогаш преку континуирано вложување и унапредување на производството успева да ја одржи и зголеми својата конкурентност на странскиот пазар. Со постојано усвојување на најсовремени деловни практики и технологии во доменот на преработка и конзервирање на овошје и зеленчук, со заокружен процес на производство, така наречен од семка до готов производ, Дим Комерц е пример за растечка, развојна и одржлива компанија во нашата земја. Надвор од најразвиениот Скопски плански регион, а која е секако поддржана преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции. Компанијата во 2021 година започна нов 5-годишен инвестициски циклус од над 1 милион евра, во кој е поддржано во делот на нови вработувања, пораст на капитални инвестиции и приходи, како и во зајакнување на нејзината конкурентност на пазарот. Преку понатамошното развивање на производството и преработката на здрави, еколошки и чисти конзервни производи од овошје и зеленчук, компанијата ќе даде позитивен импулс на локалниот економски развој, што за граѓаните на Валандово и околината ќе значи креирање на нови работни места, повисоки плати и повисок животен стандард. Успешната и развојна деловна активност на Дим Комерц е пример за тоа како владините економски политики полека даваат реални и конкретни резултати во делот на поттикнување и унапредување на рамномерниот регионален развој, кој ќе одговара на потребите на граѓаните независно од местото каде што живеат. Воедно, уште еднаш како влада, покажуваме на дело дека сме посветени и истрајни во нашата намера на транспарентен начин да ги поддржиме домашните компании во нивните напори за унапредување на производството, конкурентноста и секако отварање на нови работни места. Значи, како што спомена вице-премиерот господин Битики, во 2021 година нашата компанија Дим Комерц Дойл Валандово склучи договор со владата на Република Северна Македонија за поддршка на инвестициите. Во моментот се наоѓаме во објектот кој што од 2021 година го градиме. Средствата се наменети како поддршка за изградба на овој објект кој што треба да биде во функција на постоечкиот за преработка на овошје и зеленчук.